Се најавив мој гости на универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Добро вечер, Божиновски, добро дојдовте во тема на денот. Добро вечер, благодарам за поканата. Почна се погласно да се зборува за можноста за предвремени парламентарни избори. Која е вашата проценка, кога најрано тие би можеле да се случат? Дали најраниот термин е април до година? Да, реално, доколку земеме во предвид дека се уште имаме на 100 дена пржинска така наречена влада, реално мислам дека најрано што може да се случат, доколку има предвремени избори, би биле април, мај следната година. Така да, за некои пократки рокови, мислам дека е нереалистично да се збори. Што е променето? Затоа што ние во изминатиот период слушавме бројни изјави од премиерот дека изборите ќе бидат во редовниот термин, изборите ќе бидат во редовниот термин. Зошто сега се отвора темата или се става воопшто како опција дека тие ќе бидат предвремени? И немаме некоја посериозна политичка криза, не се очекува некоја голема промена во поддршката за политичките партии. Што би било алибито да имаме воопшто предвремени избори? Тоа е точно, но секогаш веќе доколку се помина 3 години од власта на одредена политичка гарнитура, многу е реално да се очекува дека може да има избори, особено нели ако таа гарнитура има предност, односно има големи шанси и понатаму да продолжи да управува со државата. Така да од тој аспект мислам дека избори следната година се можни. Се дали ќе се појават некаи други причини и дали ќе има воопшто предвремени избори, треба да почекаме нели да помине барем неколку месеци за да видиме каде се движи ситуацијата. Да, од аспект на политичките партии е разбирливо, особено ако се во предност да сакаат да распишат избори. Сега како граѓани, вие сте универзитетски професор, ме интересира општествено темава. 6 милиони евра е само кампањата да ја платат. Ако нема реална потреба во општеството, зошто константно ние тоа го прифаќаме дека е во ред да има предвремени парламентарни избори? Не велам дека ние прифаќаме нешто или дека е во ред. Понекогаш е потребно да има предвремени избори, понекогаш не. Затоа велам дека иако е нормално да се очекува дека одредена гарнитура која што управува со државата и има предност пред опозицијата и веќе се поминати 3 години, нели следната година, 3 години од власта, дека е можно да се одржат избори. Но, освен тоа, потребно е да има и некој друг или некои други причини кои што би ги оправдали истите. И затоа велам, можни се изборите, а не дека со сигурност ќе има избори. Дали ќе бидат тие избори сигурни, односно дали ќе се распишат следната година избори, треба да постои и некоја сериозна причина. Покрај ова сега што го говориме дека може да се очекува, дека секогаш може да се очекуваат такви избори на една година пред редовните, кога власта има предност. Јас верувам дека и претходната власт, доколку беше во предност, не знам, 2023 година, и тогаш ќе говоревме дека има шанси да се одржат предвремени избори. Но покрај овие... Претходната власт, мислам, имаше очекување дека власта ќе биде промената, заради тоа што сите анкети во тој момент покажуваат дека опозицијата веќе има сериозна предност во поддршката кај граѓаните. Сега тоа го нема. Или еве кажете ми вие дали го има според истражувањата кои вие ги правите. Така и затоа велам дека 2023, односно 2022, никој не говореше дека може да се избори 2023, затоа што уште 2022 година беше јасно на каде се движи јавното мнение во однос на поддршката кон власта и кон опозицијата, додека сега ситуацијата поинаква. Сега власта има има предноста, има сериозна предност пред опозицијата и затоа велам дека тоа е можно. Дали ќе бидат зависи од причината која што се разбира треба да им биде објаснета на граѓаните, зошто треба да се потрошат нивните 6 милиони евра и дали заслужува да се потрошат тие пари, нели? Препознавате ли некоја причина во моментов во нашето општество? Еве некои велат добро е да има избори затоа што може на тој начин да се тестира и јавното мислење во однос на потребата од спроведување на уставни измени и евроинтеграции. Опозицијата пак обвинува дека причината за брзање кон избори е тоа што државната каса е празна или полупразна. Препознавате ли вие некаков проблем во моментов во нашата држава поради кој
е известно дека ќе ни се случи Па не, изборна пресметка? искрено не знам зошто, доколку би била касата полупразна или празна, некој би сакал да има побрзо избори, кога тие избори бија доиспразниле таа каса, а очигледно е дека според она што е сега во моментов, промена на власта нема да има, така да пак истите ќе треба да се справат со таа полупразнина. Така да мислам дека тоа е во моментов некоја нерелевантна причина. Од друга страна, не да се тестира, него можеби доколку дое до некаков пробив во однос на онај македонско-бугарски европски спор, дека евентуално тоа би можело да биде некаква и би рекол аргументирана и сериозна причина зошто би имале избори. Затоа што гледаме дека има одредена динамика која се зголемува во изминатиот период и од страна на Македонија, од страна на Европската унија, од страна на Бугарија, во однос на надминување, би рекол, на тоа прашање, доколку постои предуслов за тоа да се надмене, тогаш мислам дека изборите биле навистина валидна причина да се одржат. Вообичаено кога се насетува почетокот на предизборна година, не се случува ништо важно во државата. Сите ресурси и капацитети се насочени кон освојување на глас повеќе, а не ризикување на евентуална поддршка. Со оглед на јавното мислење по однос на уставните измени, сметате дека е можно било што да се случува во година во која граѓаните веќе чекаат, односно партиите веќе се подготвуваат за избори? Не, знаете како го гледам ја тоа. Доколку има пробив, затоа велам пробив, инаку што се однесува до расположението на јавноста кон решавање на спорот со Бугарија, тука ситуацијата е јасна, не е од сега јасна уште од 2022 година, уште кога беше предложен тој така наречен француски предлог. Ја велам доколку има придвижување, а не да се реши она што е сега статус кво изминативе 4 години. Доколку има никогаш не беше проблем бугарите да се вметнат како еден од делови на народи кои што ќе бидат представени во македонскиот устав. Проблем беше дека во македонската јавност постои една сериозна скепса дека тоа ќе биде само првиот од многуте подоцнежни условувања кои што ќе ги наметне Бугарија, кои што воопшто немаат врска со копенхашките критериуми, односно ќе се сведе македонската интеграција на некакви континуирани билатерални спорови со Бугарија, каде што Бугарија ќе не блокира, ќе не условува, ќе не оценува. Доколку ние видиме дека од бугарската страна се појави некаков гест на добра волја, кој што ќе не разубеди во тие очекувања, кои што ни беа наметнати од самото однесување на Бугарија изминативе години, тогаш ситуацијата диаметрално ќе биде променета. Така да ја пак ќе кажам, не е проблем да се внесат бугарите во уставот. Доколку го имаме тој гест или тие гести, доколку добиеме некаква доверба дека Бугарија нема да злоупотреби својата позиција на членка во Европската унија, ја мислам дека никој од македонските граѓани нема да има проблем бугарите да се внесат заедно со со постоечките роми, албанци, турци и така натаму и со оние кои што треба заедно со нив да влезат црногорци, мислам, хрвати и така натаму. Правите, верувам, редовно истражување на јавното мислење. Ќе се вратам на партиските калкулации. Јасно е дека ВМРО ДПМН има се уште доминантна поддршка кај граѓаните. Има ли некакви придвижувања, некакви промени? Оди ли некој нагоре или надолу, нешто што сте забележале како тренд? Не зборувам во една конкретна анкета, туку еден тренд на движење во поддршката за партиите. Посериозни флуктуации, односно промени, вообичаено се случуваат поради, да кажеме, две основни причини. Првата е доколку има турбуленции во општеството, некаква сериозна криза, од кој што некои нели губат, некои добиваат. А второто е доколку се приближуваат избори, тогаш едноставно и оние кои што се неопределени решаваат или не решаваат, нели, да дадат својата поддршка кон една или кон друга партија. Со оглед дека во овој период кога немаме ниту едниот ниту другиот, би рекол, предуслов за некакви посериозни поместувања, тогаш навистина нема причина за некакви поголеми флуктуации на партиските рейтинзи. Горе-доле тие се слични како што беа, не знам, и минатата година, како што беа и предминатата година.
Веројатно е интересно да се гледа промената кај оние партии кои не се најголемите на политичката сцена. Се забележува ли некаков раст, например, на левица или пат на знам со оглед на нивната фактот дека се дел од владата и тоа најчесто на таквите партии им ја цица нивната енергија. Имате ли такви калкулации? Видете, и левица и знам се во рамките на што го нарекуваме средни партии. Иако со оглед на претходните резултати, сега левица има некои аспирации, се приближува до СДСМ, сака на некој начин да го преземе тој капацитет на алтернатива или втора партија. Се уште не се таму, но мислите дека има потенцијал да се доближи сериозно? Искрено мислам дека не, се додека обстојат на досегашната идеолошка матрица и политики. Толку се отворат повеќе концентарот, тогаш навистина мислам дека можно е. Но сега со овој вокабулар и со овие политики кои што ги застапуваат, мислам дека остануваат на работ на тој лев и десен центар, односно ги собираат тие периферни гласови што се во ограничен број. Тие се зголемуваат во време на криза, но генерално кога нема криза тие се во ограничен број. И левица и знам со оглед дека се помали партии, нивните би рекол вистински рейтинзи или вистинска поддршка вообичаено доаѓа како што ќе се приближуваат изборите. Затоа што и кај поголемите партии кога немаме избори, поддршката е нешто помала од она што они го добиваат на избори. Затоа што самата изборна кампања, самата атмосфера која што се создава, како што се приближува предизборниот период, мотивира и мобилизира дополнителен број гласови. Кога го нема тоа, се разбира дека вие си имате оние стандардни поддржувачи што се, но го нема оној дел од популација која што се мобилизира или се мотивира на самите или односно пред самите избори, како оној дел популација кои што се неопределени, кои што се решаваат да го дадат својот глас на самиот изборен ден. И со оглед дека овие партии се средни партии, кај нив тие флуктуации може да бидат и поголеми. Значајни. Единствени кои имаат некаква промена во својата структура и начинот на функционирање се вреди, зборувам од минатите избори до сега, тие се официализираа како политичка партија, не како коалиција од помали субјекти. Константно имаше неизвестност околу тоа дали може Влен воопшто да парира на моќта која што 3 децении речиси дуија има на македонската политичка сцена. Како стојат во моментов, има ли промена, има ли зајакнување на позицијата на вреди по консолидирањето во еден политички субјект? Мислам дека говоревме за вреди, односно за Влен и минатиот пат, и тогаш потенцирав дека има две опции за вреди, или ќе се обединат во една партија, или може да се соочат со распаѓање на таа коалиција. Они го избраа, се разбира, особено со оглед дека си дел од власта, го избра таа прва опција и се обединија. Тоа беше очекувано. Сега какви ќе бидат тие придобивки од обединувањето, потребно да помине малку повеќе време, да се стабилизираат како еден политички субјект и тогаш ќе видиме дали тоа ќе им донесе некој екстра поен кај граѓаните. Што се однесува на ретизите, мислам дека тие се слични како што беа, не знам, на претходните локални избори, да кажеме, кои што се одржаа минатата година. Веќе се најавува до крајот на месецот треба да се случи владина реконструкција. Какви се вашите очекувања? Ќе биде ли тоа некаква козметичка промена или ќе има суштинско освежување на владиниот тим и има ли потреба тоа да биде суштинско? Знаете како, кај нас во изминативе 30 години се создаде некоја перцепција помеѓу политичките партии дека секоја, не знам, реконструкција или промена представува некаква политичка слабост. Напротив, тоа не е точно. Реконструкции треба да има, реконструкциите се здрави, пред се за владата и оние кои што го контролираат државниот апарат. Значи не говориме сега само за, не знам, за министри во владата, туку говориме за сите оние именувани владени функционери. И тоа има повеќе причини. Првата причина е тоа што вие ако поставите, не знам, неколку илјади функционери, не може да очекувате, нити па некој било кој може да очекува дека сите тие ќе си ја завршат својата работа како што треба. Нормално дека некој ќе потфрла. Тие што ќе потфрлат ќе треба да бидат заменети, така да тоа е природно. Друго, вие во секоја партија имате луѓе
кои што поради својот ангажман, работата за партијата и така натаму, очекуваат некаква награда во вид на функција. Некои ќе го добијат, некои не. Ако оние кои што не го добиле знаат дека има редовно освежување на тој државен апарат во однос на тие именувани функции, тогаш тие ќе имаат мотив да продолжат да работат за партијата и да се надеваат дека оние ќе дојдат, се разбира, наред. Така да тоа е позитивно и за оние луѓе кои што се дел од партиските структури, кои што работат, а кои што не успеале нели да добијат таа функција која што ја очекувале, бидејќи сепак иако се многу функции, 2-3 функции, но ви имате многу повеќе пати партиски активисти кои што се надеваат да добијат таа функција. Така да од тој аспект е добро и се разбира најважниот аспект со промени во владеачката структура од министри па до не знам прв, втор, трет ешелон и така натаму, им се дава сигнал на оние кои што работат дека нивната работа се наблюдува и се цени, а оние кои што не работат, дека доколку продолжат така можат лесно да бидат сменети. Со што во корист се разбира граѓаните, бидејќи нели сите функционери работат или треба да работат за наше добро. Така да се надевам ќе се смени тој наратив што е во Македонија, дека не знам ако се направи некаква реконструкција или промена, тоа означува политичка слабост, не и ви ги кажав зошто се. Кај нас и реконструкција и поднесување на оставка се сваѓа така како фатален политички потек, иако некогаш и оставка може некому да му ја спаси и политичката кариера на малку подолг рок. Владимир Божиновски, ви благодарам за вечерашната анализа во тема на ден.